Искуствата покажуваат не само од нашава земја, туку и генерално од она што можеме да го читаме и да го видиме и за Европа и за Соединетите Американски држави, дека некако во предизборие тие целни дезинформации, да ги наречам така, и штетни информации, намерно исконструирани ситуации и наративи особено се заекнуваат, така што не би ме изненадило ако се соочиме во наредниве месеци со некои такви специфични ситуации. Во целава оваа ситуација со дезинформациите имаме повеќе актери. Од една страна актери се медиумите и новинарите, од друга страна актери се граѓаните, од трета страна актери се оние кои што намерно, многу често за надомест, креираат такви дезинформацијски кампањи. Кога станува збор за медиумите, тука работата е јасна и секој новинар тоа многу добро го знае, нели едно од основните новинарски правила е да се проверат податоците. Всушност она што денеска многу популарно го нарекуваме проверка на факти или факт-чекинг на англиски, нели? Делот на граѓаните е во тоа дека сите треба постојано да работиме на развој на сопствената медиумска писменост. Во смисла на тоа дека треба да бидеме свесни дека медиумите понекогаш можат да бидат или искористени од извори на моќ, или самите заради ним познати причини и цели да бидат оние кои што ќе продуцираат намерно некаква дезинформацијска кампања.